Болни од рак во Штип ќе се лекуваат од идната година. Не мораме сите во Скопје да идеме да се молеме. Квалитетот на брашното од сега ќе се проверува во Чешиново. Најсовремена опрема за испитување. Пчеларите од регионот годинава ја започнаа со загуба. Сезоната што доаѓа ги плаши. Алармантно, секој четврти ученик во регионот деформиран. Пореметување во статиката на целото тело. Штипјанец синоќа и ја скршил раката на жена му тепајки ја. Штипјанка ги испила сите лекови дома. Болни од рак во Штип ќе се лекуваат од идната година. Ова го овозможува новиот акцелератор вреден 860.000 евра, кој ќе биде поставен во Штипската клиничка болница. Изградбата на бункерот, каде тој ќе биде сместен, почна денес. Акцелераторот е веќе набавен и има склучено договор Министерството за здравство за набавка на акцелераторот и тој ќе биде доставен и монтиран веднаш по изградбата на бункерот. Очекувам некаде до година ова време или на почетокот на наредната година да започнеме со првите интервенции од овој карактер. Што всушност ќе значи акцелераторот за болните од рак? Овозможно е практично прецизно наведување на терапијата, зрачна терапија на самиот тумор со милиметарска прецизност. Краткотрајна терапија која што овозможува многу брзо и интензивно лекување на овие пациенти. За сите граѓани од Источна Македонија, па и Југоисточна Македонија кои ќе доаѓаат овде ќе имаат врвна здравствена заштита. За малите заболувања кои се во пораст, ние имаме навистина ефикасни лекови. Но често пати радиосензитивноста е многу значајна и битна за нивно лекување. Ова е медицинското значење на апаратот, но за пациентите, меѓу другото, акцелераторот ќе значи и заштеда на време и пари. Прво, кога што сме викаме сите економски пропаднати, ова ќе биде многу добро. Не мораме сите во Скопје да идеме да се молеме, него ќе има и тука. Трошкови ќе се намалат и луѓето нема да одат за Скопје, ќе бидат тука, така да ќе се извршуваат сите работи што треба да се извршуваат, ќе се извршуваат тука, нема да одат за Скопје, нема да има трошкови луѓето. Инаку во источниот регион со диагноза рак живеат над 3000 болни. Само лани се диагностицирани нови 1300 случаи, од кои кај најмалку 400 била потребна терапија со зрачење. Секој четврти ученик во источниот регион има проблеми со деформитети, покажуваат последните податоци на јавното здравство. Од вкупно 8527 прегледани ученици во регионот, дури 23%, односно околу 2000 деца, имаат телесен проблем. Најизразени кај основците и средношколците се лошото држење на телото, деформитетите на рбетниот столб, градниот кош и стапалата. Пред компјутерите најголем дел од децата седат во сати и средношколците и тоа доведува до лабавост на мускулатурата на цело тело, она поранешно одење боси по нерамен терен, играње надвор, разни детски игри, сега е се поретко и поретко, а се почести се деформитетите кај младата популација. Посебно алармантна ситуацијата е кај средношколците во регионот. Лани деформитети на стапалото имале речиси 16% од нив, што е за 28% повеќе во споредба со лани. Лошо држење на телото е откриено кај 22% од средношколците, што е за 19% повеќе од претходната година. Што доколку тие не се лекуваат на време. Сколиозата или скривувањето на рбетниот столб, ако не се лекува на време, во понатамошна возраст, многу порано доведува до старење на самиот рбетен столб и до болки, шијалги и дископатии, значи порано се јавуваат кај лица со деформитети. Исто така стапалата, рамните стапала, ако на време не се проба да се излекуваат, доведуваат до пореметување во статиката на целото тело. Освен медицинскиот третман за отстранување на деформитетите, клучна е физичката активност, особено корективната гимнастика. Тие дечиња кои што имат пројавен трк на деформација, работат посебен тип на вежба. Значи, корективната гимнастика е фактички вежба за исправување на одредена деформација со пат на телесни вежби, а тука сме ние педагозите по физичко воспитување или кинезиолозите за спроведување на одредена програмска содржина која што ќе допринесе за правилен раст и развој во подоцнешни исправање на целата деформација. Токму поради ова, грижата за здравјето на телото почнува од мали нозе. За здрави деца, компјутерите треба да се заменат со вежбање и спорт.
Квалитетот на пченицата и брашното од сега ќе се проверуваат во Чешиново. Отворена е првата лабораторија за контрола на квалитет на брашно и пченица. До сега се откупуваше пченица како пченица. Ние не можевме на земјоделците, на оние прави земјоделци кои вложиле малку повеќе во агротехнички мерки, кои довеле подобри квалитети, да ги наградиме со тоа што направиле подобар квалитет. Со ова лабораторија, значи ќе направиме анализа и при тоа ќе можеме да исплатиме соодветно зависност од квалитетот на пченицата. Ова за оние кои произведуваат квалитетна пченица е можност сувото да се оддели од суровото. Ја рачунам дека нема да има повеќе непреки биде се по исправни работи. Кој се оцени тоа квалитетот, ќе видиме кој што ќе произведе, кој ќе биде. Лабораторијата со работа почна денес, но за резултатите да бидат признаени, освен во Македонија и во Европа, треба да се завршат сите процедури. Сега преостанува вториот дел, значи на лабораторијата, односно незина акредитација. Постојат законски услови за сето тоа и очекувам дека тоа во согласно со роковите кои што се предвидени ќе се стори. Лабораторијата е инвестиција вредна 170.000 евра, а е набавена преку програмата за рурален развој, што значи половина од вредноста плаќа собственикот, а половина државата. Инаку во источниот регион под житарици се околу 15.000 хектари, од кои се добиваат близу 45.000 тони пченица и јачмен. Нивниот квалитет досега не го контролираше никој. Пчеларите од истокот се подготвуваат за новата сезона. Над 120.000 пчелни семејства наскоро треба да тргнат на работа. Подготовките са сега прехранување, пролетно прехранување и чистење подњачи. Лекарства ќе треба веќе да се става уште рано, ама у март месец сега веќе ја го дојдеме на крај февруар, почетокот на март, да мора да ставаме лекарства за против пролив, крлежи и тие ред работи. Но за една добра сезона важен услов е да била добра и предходната, но за голем дел од нив минатата сезона не беше добра. Лани беше неубава годината за пчеларење. 6-7 месец кога требаше да пролетта се развија убаво, после нема паша за да соберат мед и така да останаме речи си го без вадење на мед. Сепак не зависи се ниту од пчеларите, ниту од пчелите. Значи нашиот мед во регионот е еден од најквалитетните медови, а во однос на цената е најефтин. Килограм мед кај нас е околу 4 евра, но во соседните земји е поскап за 1 до 2 евра по килограм. Ова значи дека секоја година тие имаат евро или 2 помалку од нивните колеги. Поради ова, годинава ќе бараат или повисоки откупни цени или поголеми субвенции. Министерството за финансии денес исплати 116,5 милиони денари субвенции на 6112 сточари за одгледување говеда. Финансиската подршка изнесува 2800 денари по грло. Државната комисија за спречување на корупцијата покрена постапки за 50 на функционери кои не поднале анкетен лист за имотната состојба. Во 2013 година комисијата има поднесено 9 иницијативи за кривично гонење, 35 барања за испитување имотна состојба, а отворени се 25 корупцијски предмети. Управата за јавни приходи воведува нова услуга, промена на адресните податоци, која на граѓаните ќе им возможи бесплатно да извршат промена на адресата, телефонскиот број или поштата во регистарот на даночните обврзници. Кажувајќи го своето име и презиме, матичниот број и бројот на даночното решение за кое се задолжени, може да добијат од управата за јавни приходи ПИН код, кој понатака ќе го користат во комуникација со управата. Премиерот Никола Груевски ги повика сите иселеници активно да се вклучат во промоција на државата како една од формите за привлекување странски инвестиции. Исклучително значено за нас е нашите граѓани, нашиот народ, македонците и сите останати етнички заедници што живеат во Македонија да дојдат што побрзо до работно место и да оние што имаат работно место да дојдат до повеќе можности за повисоки плати и така натаму. Štipjanec sinoć brutalno je tepal žena si, se skarale za domašni problemi, no mažot bil mnogo nervozen, objasnuvala ženata. Maval kajke stihne, a besod go zasitil dure od kako žena si ja videl nemokna. Bliski je prenele vo štipskata bolnica kada je izvršen detaljen pregled. Osven trauma i mnogo nabijenici, konstatirana bila iskršenica na rakata. Полицијата е информирана за случајот и доколку таа се одлучи за пријава, сопругот ќе одговара за семејно насилство и нанесување на тешка телесна повреда.
Loš den včera imala i druga Štipjanka na возраст od 42 godini. Odlični problem i ta padnala vo depresija i se obidela da si go odzeme životot. Od domašnata apteka sa okolo 50 tableti gi sobrala site i gi ispila. Su izgubena sveste odnesena vo bolnica kada lekarite i go iščistile želudnikot i ta je nadvor od životna opasnost, potvrduvaat izvori na televizija Star od bolnicata. Delčevskата policija pa krivično goni Kočančanec su inicijali GM na возраст od 47 godini, vraboten vo podružnicata na makedonski pošti Delčevo. Toj kako što veke informiraše televizija Star falsifikoval potpisi na 11 penzioneri, pa nivnite penziji si gi zadržal za sebe. Vkupno zel 113.000 denari. Slučaj ote otkrijen otkako očekovanite penziji penzionerite negi dobile. Sega poštarot osven što ke mora da gi vrati parite, ke odgovara i za zloupotreba na službenata položba. Во Берово, во теке уредување на пешачката патека која ги поврзува улиците Задарски и Димитар Влахов. Патеката е долга 33 метри, а вредноста на проектот е околу 220.000 денари. Во Штип заврши обновата на фасадата на една од најстарите згради во градот, која се наоѓа на улицата Васил Главинов. Се искрепени дупките, се искрепена кровната конструкција и овој проект во целост е завршен. Во наредна фаза ќе пристапиме на фасадирање на зградата спроти домот на младите. Паралелно со ова, се завршија и активностите околу обновата на две паркови површини кај градскиот пазар. Поставени се веќе новите клупи, посејана е тревата, значи посадени се дрвцата, значи продолжуваме натаму со обнова на сите паркови долж улицата Сутјеска. Подоцна ќе пристапиме кон обнова на парковите на кај спортскиот рекреативен центар Автокоманда. Во тек е новиот повик за ИПАРД програмата кој им обезбедува финансиска поддршка на земјоделците. Повикот е отворен до крајот на март. Мерка 101 е најинтересна, која значи таа мерка е за модернизација на земјоделски стопанство, тоест така кажано трактори, приклучна механизација каде има најголем апликанти. И претходни огласи имаше најголеми апликанти, значи и сега исто така има. Сега во почетна фаза веќе е една недела како трае. Се надеваме дека некоја агенција покрај нашите теrenски активности кажувам ги формираме што треба, како треба, кои документи да ги приберат за да можат да аплицираат за овој оглед. Поради планирани прекини во дистрибутивниот систем, утре од 9 до 15 часот и 30 минути без струја ќе бидат жителите на Пехчево и дел од село Чифлик. Што нема вработување во градот. И млади и стари не работиме. Јас не работам 10 години и се е скапо. Ако работиме ќе имаме пари, нема толку да е. Тоа е поврзана работа. Знае се што не ми се допаѓа, што не сме Југославија, тоа на мен не ми се допаѓа. Ја не сум за Европска унија, туку сум за повторно обедување на југословенските народи и народности. За многу работи. Например, знаеме сите како се живееше у таа Титова Југославија, знаеме сега како се живее. Ако му не народот поубаво сега, зашто бегат од Македонија? Сите патриоти се прават и бегат од Македонија. Брачна двојка од Калифорнија откри златно богатство во вредност од над 10 милиони долари, и тоа во дворот на сопствената куќа. На закопаното богатство налетале сосема случајно, шетајќи го куќето, кога забележале рогосана метална кутија која се надзирала од земјата. На нивно изненадување, кутијата била полна со златници, а во дворот имало уште 7 такви. Сите заедно содржале речиси 1500 златници. Обидите да се утврди кој го закопал богатството засега се неуспешни. Се смета дека тоа е непознат човек, поврзан со златната треска во Калифорнија од 40-тите години на 19-тиот век. Монетите датираат од 1847 до 1894 година, а голем дел од нив не биле во оптек, бидејќи се добро сочувани. Тие ќе бидат изложени на аукција во мај. Православните христијани утре го одбележуваат упокоението на Свети Кирил Солунски, а припадниците на католичката вероисповед го одбележуваат Донат Задарски.